Последниве 2-3 години особено ова е неиздржливо. Не може да се издржи. Еве и вие ја слушате таа галама, прашината ја гледате. Овдека не може ни алиште да се изнеси надвор да се спружи, ни да се живее во двор не може да се излези, дури дома ова галама се слуша. Се жалевме до општина Карпош. Општина Карпош вината ја префрлаат на град Скопје. Град Скопје, дали имаат некој човек тие овдека, кога ќе дојдат, има на 2 пати дојдено снимано бучавата да ја снимат, тогаш престануваат да работат. Кој ќе заврне дожд, свези во прај овом. Ја западеме некој пат дека е ѓубре доаѓа инспекција, ова нема инспекција за него. А работи од 8 до 4 спорачка. Може да замисли која е таа бучава и која е таа прашина и кој е тоа загадување. И сега општина Карпош вика нема загадување, ако ти викнеш значи за нив тоа не може загадување, ова него наши овади што ќе западне примерно само јоги. Значи тоа е нешто неверојатно, тоа е нешто неверојатно, што да ви кажам. Овде кој ќе поминат камионеве, некој пат кога дува ветар од самата прашина, тука облак е тоа. И како не знам на Карпош, општина Карпош не и смета таа прашина. Вика нема загадување. Ја човек да нема да го замисли. Најзагадено место што после ова. Обеќаше газа дека ќе пере улицата, ќе чисти, денеска ништо не. Бучава, прашина се Све, облаци кои ќе паразнат овие, бетон кој ќе носат овие цистерни, ќе растовараат, облаци навечер се гледаат, знаеш, они навечер повише ги растовараат. Оде не моје место, оно сено место. И престе се вози многу брзо, имаме мали дечина, внучина. Тоа треба да го превземе државата, а не само да рипаме да одеме кој ќе дојме на власт. Кој сака да ги на власт, треба да има помош на населението.